Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Со најновите информации започнуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Вчера во Скопје одбележени 25 години од основањето на ВМРО-ДПМНЕ. Министерството за внатрешни работи поднесе 16 кривични пријави за криумчарење. Зголемен обем на работа во летниот период за брзата помош во Велес. Во напредна фаза е изградбата на автопатот од Демиркапија до Смоквица. Ова е дел од напорите за подобрување на патната инфраструктура во Македонија. Според бизнис заедницата, новите автопати ќе придонесат за подобра економија. Патната инфраструктура во Македонија се менува. Изградбата на новите автопатски делници, но и регионални и локални патишта ја прават Македонија земја лидер во регионот по обновување и модернизација на патиштата. Според податоците од терен, во најнапредната фаза е изградбата на автопатската делница Демиркапија Смоквица. За познавачите на состојбата, тоа е и нормално, бидејќи на оваа делница се работи најдолго. 60% од градежните работи на 28 км долгата делница веќе се завршени. Пробиени се двата тунели, а интензивно се работи на изградба на 6 моста. На автопатската делница Демиркапија Смоквица моментално се ангажирани над 700 работници, а доколку ги земеме во предвид и останатите две автопатски делници, Скопје Штип и Киче Охрид, бројката на работници надминува 2000 работници. Ако ги земеме во предвид покрај работниците кои што работат на автопатиштата и работниците кои што се ангажирани на регионалните магистрални локални патишта, тогаш бројката надминува 2500 работници кои што се ангажирани во изградба на патната инфраструктура. По една година откако започна изградбата на 47 км долгата автопатска делница Миладиновци Штип, пробиени се скоро 80% од тразата. Според планираната динамика, напредува изградбата на автопатската делница Киче во Охрид. Покрај тоа што изградбата на автопатите придонесува за економскиот раст и развој на Република Македонија, ги подобрува условите за бизнис заедницата во поглед на изградба на модерна инфраструктура, значаен позитивен елемент во целата оваа работа е што со изградбата на автопатите се ангажира голема работна сила, што значи вработување на луѓето и обезбедување на плати и нивната екзистенција. За бизнис секторот, новите автопати ќе значат и посилна економија. Ќе се олесни транспортот, а ќе се намалат и трошоците за производство. ВМРО-ДПМНЕ на новиот плоштад вчера прослави 25 години од своето постоење под слоганот "Нашата сила е нашиот народ е нашата држава". Повеќе илјади граѓани од цела Македонија дојдоа на 25 годишниот јубилеј на најголемата политичка партија во земјава ВМРО-ДПМНЕ. Повеќе илјади граѓани од цела Македонија дојдоа на 25 годишниот јубилеј на најголемата политичка партија во земјава ВМРО-ДПМНЕ. Прославата се одржа на платото пред возобновеното седиште на партијата во центарот на Скопје. Прославата воедно беше и отворање на овој нов објект. Премиерот Никола Груевски одржа говор пред присутните во кој зборуваше за партијата, за актуелната политичка состојба, спроведените проекти и планираните активности. Денес, на оваа 25 годишнина, ги поздравувам прво сите тие луѓе, од прв до последен, кои го создадоа јадрото на ВМРО-ДПМНЕ, независно на нивната денешна политичка ориентација. Луѓето кои ја формираа партијата и делуваа во рамките на партијата. Овде од ова место, среќен роден ден за сите наши членови, сите членови на ВМРО-ДПМНЕ. Груевски воедно најави и повеќе инвестиции, меѓу кои и отворање на 2 фабрики од автомобилската индустрија, кои се очекува да вработат околу 2000 луѓе. Огромен број на партиски функционери и потржувачи беа присутни на свечената прослава. Премиерот Никола Груевски на свеченоста по повод 25 годишнината на ВМРО-ДПМНЕ во своето обраќање истакна дека ВМРО-ДПМНЕ оди на голема победа, која народот долго ќе памети.
Ние не сакавме и не планираме да го кратиме мандатот на пола. Свесни сме дека на народот му е преку глава од избори, но оваа игра е така сложена што нам ни е потребна одлучноста на народот на нашите поддржувачи, за да се зададе финалниот удар на заговорниците на насилното доаѓање на власт. И тоа ќе биде громогласен одговор на сите скептици и на сите циници кои одозгора гледаат врз нашиот народ, изјави премиерот и председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски во своето обраќање по повод 25 годишнината на ВМРО ДПМН. Одиме во голема победа. Во победа која ќе се памети после се ова ни што помина нашата земја. Победа која заради контекстот кој како причина стои зад превремените избори, ќе влезе во учебниците и во историјата. Ќе се памти и ќе се прераскажува. Ќе се учи како не треба во демократско општество да се манипулира и да се поигрува со волјата и со интелигенцијата на народот. Груевски истакна дека тоа ќе биде победа на оние кои веруваат во моќта на народот, над оние кои веруваат дека народот е лесен за манипулирање. Таа победа и тие избори ќе бидат референдум. Тоа ќе биде најважната победа затоа што со таа победа во Македонија ќе се порази идејата да некој без работа и труд, а со интриги, манипулација и насилство, со плаќање на пари некому нелегално да снима разговори, кои подосна ќе се креираат, сечат, лепат и ставаат во погрешен и поинаков контекст од вистината. Да, тоа ќе биде вистинска историска победа, победа на нашиот наспроти нивниот концепт, посочи Груевски. Министерството за внатрешни работи по вчерашната акција преку одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал поднесе кривична пријава против 16 лица. Тие се сомничат дека сториле кривични дела организирање на група и поттикнување на извршување на делата трговија со луѓе, трговија со дете и криумчарење на мигранти, потоа за криумчарење мигранти и помагање. Министерството за внатрешни работи поднесе 16 кривични пријави за криумчарење. Пријавите доаѓаат по вчерашната акција на оддел за сузбивање на организиран и сериозен криминал. Пријавените се на возраст од 24 до 78 години. И тоа 6 од Команово, 5 од Ваксинце, 2 од Скопје, по едно лице од Матејче, Черкези и Богданци и еден странски државјанин од Бангладеш кој има улога на организатор на активностите на групата. Надлежниот суд на осомничените им одредни мерка притвор. Во текот на операцијата на подрачјето на Команово и околината биле обезбедени 12 члена од групата, а по 4 кои се уште се недостапни за органите на прогонот во моментов се трага. Според МВР, оваа криминална група по долг временски период вршела криумчарење на поголеми групи на мигранти со потекло од Сирија, Авганистан, Пакистан, Судан и други земји од Блискиот и Далечниот Исток, кои се наоѓале во Грција и сакале преку територијата на Македонија да заминат кон Србија, а оттаму кон некои од западноевропските земји. Членовите на оваа група делувале како дел од поголемата меѓународна криминална мрежа, раководена од лице со прекар Бангладеш, кој по долго време престојувало во селото Ваксинце. Секој од членовите на групата имал различни задачи околу криумчарењето, за кои наплаќале сума од 600 до 1000 евра по мигрант. Во акцијата претресени биле 11 објекти. Во куќата на еден од осомничените во селото Ваксинце е пронајдена голема група на нелегални мигранти. Групата броела околу 160 мигранти, меѓу кои намалото било девојче на возраст од 1,5 година, додека на стариот бил 37 годишен маж. Од нив 18 биле жени, а останатите мажи. Пронајдени биле и 2 пиштоли, поголем број на мобилни телефони, таблети, сим картици, парични средства во износ од преку 20.000 евра, 4 возила со кои бил вршен транспортот и други предмети. Со ова, МВР утврдила најмалку 10 настани криумчарење на мигранти. Во земјава минатата година за 8,1% се зголемени разводите за разлика од 2013, додека склопени бракови има помалку за истиот период, односно 1,2%, објавува Државниот завод за статистика. Социолозите велат дека постојат повеќе причини за зголемениот број разводи, меѓу кои и социјалните мрежи. Според Државниот завод за статистика,
Минатата година во земјава се склучени 13.813 бракови, што е за 1,2% помалку од претходната година. Разведени бракови во 2014 се регистрирани 2210, што е 8,1% во однос на 2013 година. Податоците покажуваат дека најмногу бракови се склучени во август 13,2%, а најмалку во март 5,8%. Според социолозите, социоекономскиот аспект е од особено значење, но тој не е единствена причина. Сметам дека младите луѓе кои што влегуваат во брак сметаат повеќе и на кариерата. Мислам на професионалната кариера, можеби и тоа е една од причините. Лучков смета дека социјалните мрежи се дел од причините за разводите во земјава. Имено колку социјалните мрежи, како што е Facebook, Twitter, влијаат на зближувањето на луѓето. Јас сум апсолутно сигурен дека исто толку влијаат и врз разделувањето на луѓето, особено врз раскинувањето на браковите. Тој момент е доста важен и не треба да се занемари, порачува Лучков. Жените својот прв брак го склопуваат најчесто на 26 годишна возраст, додека мажите на 29 годишна возраст. Според возраста на сопругата, најголем број се случиле од 30 до 34 години, а за сопругот таа возраст е од 35 до 39 години. Лани најмалку разводи имало во август 3%, а најмногу во декември 11,2%. Брзата помош во Велес за време на летниот период се соочува со зголемен обем на работа. Ова е особено изразено за време на викендите, кога иматичните амбуланти не работат, а се користат и годишните одмори. Повеќе од прилогот на колегата Бојан Нанев. Една од службите кои им е на располагање на граѓаните 24 часа во денот е брзата помош. Во здравствениот дом во Велес 4 тима, составени од доктори, сестри и шофери, ротираат и будно ги чекаат повиците од граѓаните кои бараат итна медицинска помош. Брза помош? Ако може да пратите помош, тука кај полиција, Методи Андонов Ченто е адресата, човекот е паднат, лежи на земја, мислам дека е епилептичар. Кажете ми дали вие го познавате пациентот? Не го познавам, јас комшија е тука, не знам како се вика, меѓутоа знам дека е епилептичар. Добро, во ред, вие завртете го само на лева страна, ние ќе им јавиме на нашите екипи, тие веднаш ќе дојдат. Добро, фала. Молам, пријатно. Дејан, јави се. Каже. Ај, отидете на Методи Андонов Ченто, таму кај полиција има случај. Примено, одиме. За време на викендите, особено во летниот период, во брзата помош во Велес се соочуваат со наплив на пациенти кои имаат потреба од амбулантна интервенција. Причина за ова, велат лекарите од брзата помош, е тоа што матичните амбуланти не работат за викенди, а во овој период дел од нив користат и годишни одмори. Поради ова, обемот на работата во брзата помош е значително зголемен. Кога они имаат толку работа, а кога се веќе сите одсутни, тогаш таа сета нивна работа, ние ја работиме тука. И многу е тешко. Значи, они се околу 40 доктори, да речем, приватни, а ние тука колку сме, 4 да речем. И сите нивни пациенти ние ги прифаќаме. Според доктор Истовска, потребно решение кој ќе ја промени оваа ситуација. Вистинските итни повици, која се главна преокупација на службата, треба да бидат во прв план, вели Ристовска. Кај нас никогаш не се знае работењето како ќе биде. Може да се случи за 5 минути да има, значи 5 случаи хитни, тогаш не знаеме што би правеле со овој персонал, а пак и кога и нивните пациенти не оптеретуваат, значи си идат општи прегледи си вршат. Најчесто повиците кои доаѓаат до итната медицинска помош се од местата на сообраќајните незгоди, а потоа доаѓаат инфарктите и мозочните удари, но овој случаи не се во толков голем број. Бесплатниот телефонски број 194 на брзата помош е често злоупотребуван. Лекарите велат дека дури 70% од повиците не се работи за итни случаи.
Во ваквите повици најчести се жалбите на вртоглавици и тоа од помладото население, велат докторите од брзата помош. Од таму велат дека моменталниот персонал со кој работи службата би бил сосема доволен доколку нема злоупотреба на главната функција на брзата помош. Во летниот период, поради годишните одмори, дежурните смени работат со редуциран персонал. Традиционалниот бесплатен курс по англиски јазик во локалната библиотека Гоце Делчев во Велес започнува утре. Станува збор за конверзацијски часови за оние кои имаат основно познавање од англиски јазик, но не можат да го користат при конверзација. Од утре започнува бесплатниот курс по англиски јазик во локалната библиотека Гоце Делчев. Станува збор за конверзацијски часови за оние кои имаат основно познавање од англискиот јазик, но не можат да го користат при конверзација. Директорот на библиотеката Игор Крајчев вели дека вакви курсови се спроведуваат веќе 2 години, а истите ги водат волонтери од мировниот корпус. Тоа не се наставни часови каде што граѓаните ќе можат да дојдат и на оној класичен наставен начин со книга, ќе можат да учат англиски јазик, туку тоа е можност луѓето кои што веќе го познаваат од прилика англискиот јазик до некаде, ќе можат да дојдат и преку практикување, односно преку разговор, преку вежбање на англискиот јазик со природни говорници на англискиот јазик, ќе можат да го усовршат и да го надградат својот англиски. Заинтересираноста на граѓаните за усовршување на англискиот јазик е се поголема. Волонтерите на мировниот корпус кои престојуваат во Велес во голема мера им помагаат на велешени, граматиката и вокабуларот да ги усовршат. Ви можете да имате одреден вокабулар, можете да знаете граматика на јазикот, но ако сето тоа не можете да го концепирате и да го претворите во пракса, тогаш знаењето ви е на некој начин и залудно. Заради тоа со претходните волонтери кои што беа во локалната библиотека веќе замина, разговаравме на таа тема како можеме да го искористиме нивниот престој овде во корист на граѓаните и дојдовме до идеја да ги формираме овие конверзацијски часови. Локалната библиотека Гоце Делчев и волонтерите од мировниот корпус ќе продолжат соработката. Покрај во летниот период, курсови по англиски јазик има и во текот на целата година, инаку конверзацијските часови по англиски јазик траат 5 недели. Полуматурантите утре и задутре можат да се пријават во јунскиот уписен рок за запишување во јавните средни училишта. Резултатите од запишувањето ќе бидат објавени на 24 јуни. Вториот уписен рок е закажан за 29 и 30 јуни. Почнува запишувањето на полуматурантите во средно образование, кое е задолжително во Македонија. Утре и задутре е првото пријавување во јунскиот уписен рок за запишување на учениците во јавните средни училишта во учебната 2015-2016 година. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 24 јуни. Според конкурсот кој Министерството за образование и наука го објави на крајот на март, второто пријавување во јунскиот уписен рок е на 29 и 30 јуни, а резултатите од запишувањето ќе бидат објавени на 1 јули. Во конкурсот објавен на веб страницата на МОН, mon.gov.mk се наведени слободните места во гимназиско, стручно и уметничко образование во сите општини во државата, условите за запишување и критериумите за избор на кандидатите, потребните документи и конкурсните рокови. Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок ќе биде на 24 август, а резултатите и слободните места ќе бидат објавени наредниот ден. Училиштата кои во двата уписни рока не ги потполниле утврдените ученички места за запишување, ќе продолжат да запишуваат ученици до 27 август 2015. Министерот Јолевски на Глобсек форум во Братислава. Председателот Иванов денеска на Глобсек форумот во Братислава оствари средба со американскиот сенатор Џон Маккеин. Министерот за одбрана Зоран Јолевски на средбите со високи и влијателни политички личности од Европа и САД, кои присуствуваа на Глобсек форумот во Братислава,
Предочи дека Република Македонија е подготвена и заслужува да биде дел од европското семејство. Република Македонија ќе продолжи со реформите во одбранбениот сектор и ги исполнува критериумите за добивање покана за членство во НАТО. Како земја партнер на Алијансата и Европската Унија, со учество во мисиите за зачувување на мирот во глобални рамки, Македонија заслужува и е подготвена да стане дел од европското семејство. Истакна министерот Јолевски на средбите со министерите за надворешни работи на Словачката република Мирослав Лајчак, со поранешниот американски секретар за домашна безбедност Мајкл Чертов, со поранешниот вице-премиер и министер на Чешка Александар Вондра и повеќе представници од Европскиот и Британскиот парламент. На форумот министерот Јолевски се сретнали со американскиот технолошки гигант Microsoft, предводен од вице-председателот на компанијата Тони Товнес Витлеј, каде се разговарало за развојот на информатичкото општество во Македонија со посебен осврт кон образованието и развојот на приватниот сектор. Председателот Ѓорги Иванов денеска на Глобсек форумот во Братислава оствари средба со американскиот сенатор Џон Маккейн. На средбата се говореше за заедничкиот интерес за натамошно зајакнување на стратешкото партнерство меѓу Република Македонија и САД. Интеграцијата во Европската Унија и во НАТО, нагласил Иванов, останува стратешки приоритет за Република Македонија и во таа насока се заблагодарил за американската поддршка за аспирациите на земјата за членство во НАТО, изразувајќи истовремено и очекување за нејзино натамошно зајакнување. Сенаторот Маккейн пак изразил поддршка за Република Македонија за нејзините евроатлантски интеграции и потврдил дека го поддржува ставот на граѓаните да одлучуваат за името на својата држава. Еден убиен, 9 мина повредени во пукотница во Детроит. Најмалку 15 лица загинаа во воздушните напади во Јемен. Вестите од светот во продолжение. 10 лица беа застрелани, од кои еден човек почина, откако непознат нападјач отвори оган за време на забава на кошаркарско игралиште во Детройт, државата Мичиген, на која присуствувале околу 400 лица. Електронскиот сајт Detroit Free Press посочува дека еден од повредените е во критична здравствена состојба. Лицето што починало било на возраст од 21 година и бил погоден неколку пати. Причината на пукотницата засега не е позната, соопшти полицијата, без да посочува детали. Не е познато ниту дали бил отворен оган од возило во движење или некој пришол кон младите кои се забавувале и почнал да пука. Најмалку 15 лица загинаа и десетици се повредени синоќа при воздушни напади на предводената од Саудиска Арабија коалиција во Јемен, соопштуваат денеска светските медиуми. Меѓу убиените во провинциите Саад и Мариб се 5 жени и 2 деца. Арапската коалиција бомбардира позиции на шиитските бунтовници и нивните сојузници меѓу армиските единици од 26 март. За да се врати на власт председателот Абдрабу Мансур Хади, кој избега во Саудиска Арабија. Бразилецот Хуан Филипе ново засилување во ФК Вардар, Леон Најдовски во ФК Работнички, Бесат Ибраими во ФК Шкендија. Перо Антик нема намера да настапи на Европското првенство во септември. 27-годишниот бразилец Хуан Фелипе Алвеш Рибеиро е новото засилување на актуелниот шампион Вардар, откако овој трансфер го потврдил неговиот агент по договорените услови со македонскиот првак. Офанзивниот нападјач од средниот ред ќе се приклучи на подготовките на црвено-црните во Австрија, а пресудни за неговото доаѓање ќе бидат квалификацијските надпревари од Лигата на шампионите, кои Вардар ќе ги одигра во предстојниот период. Раководството на Работнички најде нова замена во дефанзивната линија, ангажирајќи го со 4-годишен договор талентираниот фудбалер Леон Најдовски, кој премина од редовите на Македонија Ѓорче Петров. Со ова романтичарите продолжуваат со трансфери на млади и надржни македонски фудбалери. Најдовски се придружи на подготовките за својот нов клуб во Словенија. Фудбалскиот клуб Шкендија се засели со 28-годишниот репрезентативец Бесарт Ибраими, кој по 5-годишна меѓународна кариера потпиша 2-годишен договор за клубот од Тетово.
Со овој трансфер, Шкендија останува на традиционалната трансфер политика да го засилува клубот со проверени фудбалски имиња. Перо Антич во интервју за медиумите во Србија изјави дека нема намера да настапи како дел од националниот тим на Европското првенство. Причината за ваквата негова одлука е образложението дека на Евробаскетот треба да настапат кошаркарите кои го изборија пласманот на квалификацијскиот дел. На 28 јуни во Комбак арената со почеток во 20 часот, Антич ќе присуствува на јубилеот 20 години постоење на менаџерската агенција Бео Баскет, преку која македонецот дојде до одличната меѓународна кариера. Во друштво на Антич ќе бидат 48 кошаркари од Европа и Соединетите Американски држави кои имаат намера да направат кошаркарски спектакл за агенцијата. Фудбалските репрезентации на Аргентина, Парагвај и Уругвај се пласираа во четвртфиналето од Копа Америка. Тенисерката Лина Ѓорчевска во финалето е совлада Ленка Виеренова. Репрезентацијата на Аргентина преку голот на Игуаин во 11-тата минута ја совлада Јамајка во мечот од третото коло на Копа Америка шампионатот, пласирајќи се на првата позиција на табелата од групата Б. Во најинтересниот надпревар од оваа група, Парагвај и Уругвај одиграа нерешено 1-1, со што Аргентина е прва со 7, Парагвај втор со 5 и Уругвај трет со 4 поени. Сите три екипи се пласираа во четвртфиналната фаза. Лина Ѓорчевска попладне го гостви меѓународниот тениски фјучерс турнир во Тартус, Турција, откако во финалето одигра подобро од петата носителка Ленка Виенерова од Словачка со 2 сета со 6-2 и 6-4. Во мечот Ѓорчевска покажа одличен квалитет, а турнирот го освои без загубен сет. Со 5 направени брекови таа освои 65 поени, а Виенерова 44. Во поединечна конкуренција ова е незината трета титула, 7 сезонава или 24 во кариерата. На денешната Формула 1 трка за големата награда на Австрија, која се возеше на патеката Red Bull Ring во Спилберг, возачот Нико Росберг триумфираше во директниот дуел над својот совозач Луис Хамилтон од тимот на Мерцедес. Третата позиција до самиот финиш му припадна на Фелипе Маса од Вилијамс, кој за позицијата се бореше со Себастијан Фетел од Ферари. Трката ќе се памети по инцидентот помеѓу Кими Рајконен и Фернандо Алонсо, кои не ја завршија трката. Сончево со повремени облачни периоди беше времето денеска. Слично време не очекува и утре. Еве е деталната временска прогноза. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.